Фери демократски претседателски избори и законско решение за едината на СЈО. Тие се двете клучни точки од чие реализирање зависи можноста за земјава во јуни да добие датум за почеток на преговори. За начинот на кој ќе поминат изборите треба да се почека до 21 април, кога ќе биде првиот круг, но затоа за СЈО, Унијата, но и влијателни земји членки бараат работата да биде завршена што е можно побрзо. Одблиску ги следевме дискусиите за нацрт законот кои се одвиваа меѓу владата и главната опозицијска партија. Ги поттикнуваме сите парламентарни политички партии, почитувани членови на собранието, позитивно да го земат во предвид усвојувањето на законот, се вели во денешната писмена изјава на евроамбасадорот Жбогар. На иста линија е и американската амбасада која ја сподели оваа изјава. Владата потврди дека меѓународната заедница инсистира на договор за СЈО. Не знам по кој пат ни укажано дека донесувањето на законот за јавно обвинителство, во кој специјалното јавно обвинителство ќе биде посебно обвинителство со траен мандат, односно постојано тело кое што ќе постои во јавно-обвинителскиот систем, со конкретни надлежности е нешто што ќе биде услов за отварање на преговори со Европската Унија. Така што очекувам дека тие ставови на Европската Унија, тие укажувања ќе ги имаат во вид и представниците на ВМРО-ДПМН. Додека власта и опозицијата се надмудруваат, земји од регионот, зборувајќи од сопственото искуство, порачаа дека за клучни прашања мора да има консензус. Хрватска, како и Македонија, го одреди својот пат и своето место кон западниот демократски свет. За прашањата за партиципирањето во најважните мултинационални институции имаше консензус во хрватското општество. Сепак, според дипломатите, исходот во јуни многу ќе зависи не само од домашната работа на Македонија, туку и од резултатите на мајските избори за Европскиот парламент. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.